Спонзорот Цермат ви представува. Диджејот Том Нови ја забавуваше 10.000-ната публика на манифестацијата Широк со какво бело. Заврши 9-тото издание на Акто. Премиера на представата Убиството. 25 години постоење на Конзул Керамика. Наскоро Самерфест во Битола, пена парти. По четврти пат во Битола се одржа Бела ноќ или Широк со какво бело и оваа година битолчани уживаа во добра забава. Годинава за забавата да биде на највисоко ниво се погрижи светски познатиот диџеј и продуцент од Германија Том Нови, кој пред настапот во интервјуто за Тера телевизија зборуваше за своите импресии од прекрасната Битола. Во Битола сум многу кратко, но едва и чекав да настапувам на оваа Бела ноќ бидејќи слушнав многу убави работи. Имам настапувано во Скопје, беше тоа прекрасна забава. Уживам во настапот пред македонците. Пред 8 недели го промовирав мојот најнов албум, направив во меѓувреме неколку компилации, една од нив е и за клуб во Миконос, направив Chill Out албум и работам и на многу нови работи. Настапувам на Ибица секоја недела, после Битола одам во Црнагора, а потоа повторно Ибица. Можам да кажам за македонската диџеј сцена дека е се подобра секоја година. Македонците го имаат она чувство за музика. Пред себе ги издвоил Соломон, Ацика и многу други. Диџеј сцената во секој случај во Македонија има голем потенцијал. Најамбиенталната улица Широк со как беше преполна од гости, чија бројка, според проценките, е близу 10.000 граѓани, сите заедно на една забава во бела боја, а за загревањето се погрижија диџеј Боца, диџеј Андреј Гошев и легендарниот диџеј Ацика, кој што воедно стави крај на својата диџејска кариера. Секоја година Бобо ме контактираше, ме стварно чест. Се трудиме да направиме нешто ново, како што спомна, почнавме со Кирил Џајковски, се зборивме, направиме нешто. И голема чест ми задоволство да кажам дека четврта година поред, значи ние него донесовме ни Јаца Лукас, секоја чест го респектирам, ниту Цеца, ниту Здравко Чолич, ниту никој. Едноставно ние се трудиме до година Боже здравје или по некој 20-30 години кога нас ке нема некој друг да го направи да биде уште многу поголем. Евентуално пошто сепак правиме муабет за суперстар звезда, правиме муабет за Том Нови, лани беше Хена Катанео, па пред тоа беше Девид Моралес, па почнавме со Кирил Џајковски. Белата ноќ се покажа доста атрактивна за сите граѓани од Битола, но и од Република Македонија, како и гости од странство, кои во голем број доаѓаат на оваа манифестација од нејзиниот почеток. Изминатите години на Широк со какво бело гостуваа големи и светски познати имиња. Првата година настапуваше Кирил Џајковски, втората беше Девид Моралес и третата Хернан Катанео. Оваа година ја организираме продолжуваме со Том Нови. Ние се стремиме како организација, се стремиме да носиме секоја наредна година што позвучни имиња. Идната година Белата ноќ одбележува еден мал 5-годишен јубилеј, за кој веќе се подготвуваат повеќе изненадувања. И оваа година настанот Широк со какво бело беше дел од програмата на најдолгото и најсодржајно културно лето во општина Битола, Битфест, кое се реализира под покровителство на градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Талески. Овогодинешното 9-то поред издание на Фестивалот за современи уметности Акто во Битола, кое се одржуваше од 22 до 24 август, се обиде да го преиспита односот на уметноста или уметноста која се создава во актуелниот современ момент, во релација и како однос на постојани преговори и конфликт со општествените и политички конструкции. За таа цел, речиси целата програма на овогодинешното издание се одвиваше во мобилна монтажна галерија на Центарот за современи уметности во Скопје, а која беше специјално донесена во Битола за потребите на фестивалот. Како дел од официјалната програма на фестивалот се одржаа неколку настани кои беа поделени во 3 целини. Едниот дел беше посветен на серијата на дискусии насловен "Возможно невозможно", дијалектиката помеѓу политичкиот активизам
и уметноста, во концепција на активистот и теоретичар Артан Садиков. Потоа беа одржани дискусиите Пат низ светот, неколку причини да се биде во депресија, чии модератори беа Ивана Васева и Дејан Ивановски, Чекан или огледало, уметноста како алатка за подобро општество, модератор Филип Јовановски, дискусијата Сакам, чиј модератор беше Мариглен Демири и Дали Балканот може современо, чиј модератор беше Артан Садиков. Потоа, меѓу другите настани, беше изведен перформансот Контрола во режија на Теа Беговска, изложбата You Made Me So Sad, Now That Doesn't Have Anything to Do With You, курирана од Ивана Васева, и беа презентирани дела на уметници како Алексис Дебуф од Франција, уметници од Хрватска, меѓу кои Маријан Црталич, Немања Цвијановиќ и Пино Иванчич во соработка со мрежата BCC. Во рамките на ов програмата се одржаа настани во мобилната монтажната галерија, напуштените хангари на фабриката Битола Текс и офицерскиот дом, а свои настапи имаа Кишобран од Србија, Сиз Мирко Попов, Игор Зотич, диџеите Петровски, Горан Тех, Сашо Ресит, Сонја Исмаил, Дејан Декс, Бобан Маневич, Тихото и Хајки Куничот и други. А за забавата на отварањето се погрижија Мазна Мане, група од Битола, Сиз од Куманова и диџеј Васо. Актофестивалот со својата музичка програма остана препознатлив во поддршката на македонската електронска и инди сцена, надополнета со откривање на нестандардни локации и за цврстување на нераскинливата врска на архитектурата и музиката. И оваа година за фестивалот беше организиран Актотранспорт, бесплатниот воз Скопје Битола, кој е неколку годишен проект на музички и уметнички настани на релација Скопје Битола со цел да се анимира публиката. Младинската сцена при Интимен театар ја презентираше својата најнова премиера Убиството по текст на Валентин Дамчевски, а во режија на Софија Ристевска. Приказна која на почетокот изгледа дека е се совршено, дека има љубов и се е онака како што треба, ама всушност ништо не е онака како што изгледа. На крајот има еден пресврт, најнеочекуван пресврт, се јавува веќе фактички трет лик во представата што ги смени се. Представата ја спремаме скоро 2 месеци и ни беше тешко од почеток. Почнавме со работа на маса, со читање текстот, па да ги одредиме улогите, па кој во која ќе се снајди, па почнавме со поставување, па со кореографи. Морам да ги пофалам кореографите што не спремаја, Валентина Апостоловски и Јована Василева. Цела екипа му сме благодарни за се што не спремаја. Па мислам дека лесно се снајдов, затоа што тој е идеализиран лик. Машка роља, машки човек, мислам, кој е заљубен во една девојка. Се разбира во секоја врска има проблеми и фактички кулминација е еден од тие проблеми кој всушност значи пресврт на настаните и лесно се снајдов во улогата, мислам. Младинската сцена во Интимен театар продолжува и понатаму да ги запознава младите со театарската уметност и истовремено да едуцира публика. Работете со младите луѓе кои што веќе една година доаѓаат во мојот театар. Прво тие работеа своја представа со нивната професорка по литература Билјана Танасовска, на која што јас многу и сум благодарна затоа што таа е линкот помеѓу овие млади луѓе и мене. Значи тие направија нивната представа со професорката Билјана и ова е наша работа заедничка. Значи јас ја режирав представата затоа што знам колку се децата амбициозни и тие носат многу голем број на публика во нашиот театар затоа што доаѓаат нивни роднини, пријатели, така да сакав да продуктот да е целосен и комплетен и ние успеавме да постигнеме една многу професионална игра, со оглед на тоа што децата имаат само 17 години, немаат драмска академија, работеа со сите елементи на театарската уметност, така да се изразам. Работевме со текст кој што го напишаа сами, тоа е Валентин Дамчевски, значи текстот произлегува од самата група. Работевме со кореографи, работевме со сценографија, така да мислам дека направи една многу, сите заедно направивме една многу зрела представа за возраста која што имаат децата. За сите оние што немаа можност да ја погледнат премиерата викендов, истата ќе се одигра вечер во просторот на Интимен театар со почеток од 20 часот. Компанијата Конзул Керамика по повод 25 годишното постоење на македонскиот пазар на своите купувачи им нуди производи намалени до 25%, а за оние кои имаат кредитни картички од Стопанска банка и производи до 6 рати.
Конзул Керамика врши продажба и монтажа на подни и зидни плочки, опрема за бања и санитарии, туш кабини. Располагаат со голем избор на производи за опремување на бања и купатило од светски познати брендови. Ексклузивен увозник е на најмодерните италијански и шпански плочки, изработени со најсовремена технологија. И во минатото и денес, керамичките плочки го задржале своето присуство. Тие се отпорни на гребнатинки и исклучително едноставни за одржување. Плочките имаат секогаш постојан облик и имаат долг век на траење, а со моделите од Конзул Керамика, кои се карактеризираат со највисок квалитет и дизајн, вашиот дом ќе биде опремен по најсовремени светски трендови. Конзул Керамика е една од водечките компании во областа на трговија со керамика и санитарија, компанија со висока репутација. Во ултрамодерниот продажен салон, лоциран во брусничка населба, со актуелното следење на светските трендови, константното и континуирано подобрување и усовршување на квалитетот на понудата, пред се, со иновативни дизајнерски решенија како во керамиката, така и во санитаријата и опремата за бањи, Конзул ја оправдува високата лидерска позиција на пазарот. Единствени се на пазарот кои проектираат бесплатно, а доставата на производите до вашиот дом е до 30 минути од порачката. 25 години Конзул Керамика, единствен лидер на македонскиот пазар со иновативни дизајнерски решенија на подни и зидни плочки, опрема за бањи и санитарии, туш кабини. Овој вторник, 26 август, на базенот Довлеџек ќе се одржи Summer Festival Пена Парти во нашиот град. Еднодневниот настан ќе биде збогатен со изненадувања, dry ice, smoke machine, флуоресцентни светла и многу повеќе. За забавата да биде совршена, околу изборот на музика ќе се погрижат Жарко Тех, Рикардо Хернандес, Фейс, Милоевич, Христијан и Дела Круз. Целта на организаторите е овој настан да прерасне во традиција и да се одржува секоја година.